Ивановска, како гледате на тоа што се уште нема епилог од ставањето на градоначалникот на Струга Рами Смерко на црната листа на САД, нема судски епилог? Што значи сето ова според вас? Видете, имајќи во предвид дека ова прашање поприлично ја сензибилизира јавноста, ќе беше добро да имавме што побрз епилог. Самото тоа што се одолговлекува веќе создава сомнежи кај јавноста, секој може да претпоставува зошто тоа така се случува. А што е правата вистина, за тоа ќе треба да се дадат образложение обвинителите кои што работат на тој случај, зошто нели им одзима повеќе време или така. Мислам, јас не можам да кажам да се мешам во нивната работа, но реално очекував дека требаше да има до сега резултати, заради тоа што е од висок интерес за јавноста, па дури еве и за Соединетите Американски држави кои што го поставија на црната листа. Сепак ставањето на еден функционер на црна листа Говори од страна. многу. Да, тоа говори многу. Тоа значи дека САД не така случајно ставаат некоја личност на црна листа. Токму така, ти ги одмериле неговите постапки и донале таква одлука. Мислам, сигурно не е тоа случајно или на лото да му се падне бројче па да добие да биде на црна листа, апсолутно, значи токму поради значајноста на прашањата и на злоупотребите кои што се направени од негова страна, сметам дека требаше малку побрзо или еве во најскоро време да излезат со одредени резултати. Вие изминатите години поднесувавте неколку представки и пријави до обвинителството, до судовите поврзани со работата на Мерко. Претпоставувам дека и се тоа имаше влијание врз Стејт Департментот да донесе ваква одлука. Не знам дали имало токму тоа нашата работа влијание, заради тоа што ние не бевме исконсултирани од нивна страна, не се бараше од нас некаков одговор поврзан со Мерко, иако редовно секоја година го известуваме Стејт Департментот какви предмети сме покренале и за кого. Можеби ете, бидејќи тоа било во далечната 2019, можеби и влијали тие резултати, не сум сигурна затоа што директно не сме добиле прашање. Кај нас еве се уште произлегуваат предмети за Мерко, работевме еден предмет за приватизација на земјиште во Струга, каде што произлезе дека се давале лажни податоци за да се изврши дооформување на парцела, а за одговорноста за сето тоа е на струшкиот градоначалник, така што неодамна повторно поднесовме иницијатива за кривично гонење за друго дело на струшкиот градоначалник. Што се случи по првата иницијатива, немаме информации, претпоставувам дека им треба уште време, не знам. Како ги толкувате измените на кривичниот законник, нешто за што во јавноста се крена голема прашање и предизвика серија реакции? Па знаете, Државната комисија беше, да не речам прва, ама сигурно меѓу првите, затоа што веднаш реагиравме на донесувањето на тој закон. Од повеќе причини беше нашата реакција предизвикана, пред се поради начинот на донесување. Знаете дека се донесе по скратена постапка, со европско знаменце, односно се донесе на начин кој што не овозможува јавна расправа, не овозможува мислењето на експертите да дојде до израз и уште повеќе да се направи проценка на штетите што би ги предизвикале тие законски решенија. Тоа за нас беше клучно, зашто сметавме дека таквиот начин на донесување, без сите овие пропратни елементи, само ја подгрева корупцијата во државата и придонесува за партиски пазарења и за трговија со влијание, едни од клучните фактори кои што нели ја зголемуваат корупцијата. И затоа сметам дека ваквото донесување кое што патем се изјасни и други институции покрај ние, мислам ние кажавме во јавноста дека од Министерството за правда имавме добиено нацрт верзија на 30 август за која што требаше да даеме наше мислење до 20 септември. Во таа нацрт верзија не беа содржани овие членови спорни и наеднаш ние го пишуваме мислењето за таа верзија, наеднаш се случува нешто друго, во собранието се изгласува веќе измени на кривичниот законник, што навистина беше многу изненадувачки за нас. Во исто време се изјасни и Врховниот суд, сега и Советот на обвинители, значи има и други институции од каде што е побарано мислење, тие не ни стасале да го дадат мислењето, а законот веќе донесен со други членови. И што е најголемиот парадокс, не знаела ни работната група, што 2 години го пишува кривичниот законник. Мислам, навистина, сето ова, сите овие околности
фрлаат една слика грда за нашето општество, бидејќи го подкопуваат правниот систем и создаваат правна несигурност кај граѓаните. Да се менуваат казните, тоа е цела наука. Јас не сум правник, ама знам статистика. Значи, треба статистички податоци, колку често се појавува такво дело, кај кој вид на популација, значи да се одмери, да се направи една целосна анализа, па потоа да се каже ова често ни се случува, треба да ставиме повисока казна, или ова не ни се случува, може да биде казната помалку. А не вака на брзина и преку ноќ. Колку од вашите представки и пријави за незаконско работење на функционери или одредени институции до судските органи досега имаат судска разрешница? Судска разрешница, веднаш ќе кажам дека нема ништо. Не само сега од овие последниве 5 години, туку воопшто откако постои антикорупцијска, има само еден предмет за бачило во 2003 ли која беше, и толку. Значи, предмети не доаѓаат до суд, заглавуваат во обвинителството, не се донесуваат јавно обвинителски одлуки, тоа е тоа. Општо сме направиле една анализа дека помалку од 30% од нашите препораки се применети, да речам, што е многу мал процент. Понатамо, од националната стратегија, во 2021 се спроведува само 20% од препораките, а во 2022 само 10%, што значи дека нема доволно волја, односно, може би уште пострашно, политичкото влијание е многу силно и не остава простор за професионалците да се извршат својата работа. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. И благодарам и на вас за интересот.